Да, Македонија, добродовте назад. Се враќаме, како што се договоривме веднаш после серијата Кога лисијата паѓаат. Веќе ги имаме резултатите, веќе е се решено што се однесува до првиот мал концерт. Но само публика да се подсетиме. Што е ова? Да, тоа е. Прекрасни сте. Лисијата падна, ќе паднат и 5 кандидати, но... Ке имаат уште една шанса, не е толку страшно вечерва. Да, сега се борат за wildcard, она можност која што ќе ја добијат и одат понатаму за да се изборат за 2 места во финалето. Ке објасниме се како што е ред, а следен пат кога ќе прашаме кои се овие, вие нема да речете жири комисијата, него ќе речете Али Риза и шефкјат. Еве ги. Само на Калиопи треба да и најдеме некоја улога. Не сте писна. Джеврие! Оригинални. Супер. Како ви легна улогива? Тате, абе се зезаат со нас. Ајде да се вратиме на она што го очекуваат сите, веќе доволно време помина. Јас се надевам, убаво си поминавте вие, уживавте во настапите. Да, прекрасно, само што јас стварно немам веќе нерви да ги дочекам резултатите. Еве, емоциите пак работат. Значи, пред ние да се одјавиме, јас како највозрасен, така ми пише на личната карта, да упатам еден специјален поздрав за нашите пријатели од Универзитетот ФОН, поточно од Факултетот за бизнис и мултимедија насока моден дизајн кај професорот Александар Ношпал. И да ја кажеме на македонската јавност дека вечерашните 10 кандидати во македонскиот идол беа експериментални глувчиња во рацете на студентите по моден дизајн. Немојте да замерите, тоа се сепак студенти, тие заедно ќе растат со нашите идоли и можеби еден ден овие ќе станат големи пејачи, овие ќе станат големи дизајнери, со нив ќе се дружиме и наредниот пат. Женски, вие сте наред, мислите моја. Опа! Ке им се заблагодариме на сите оние кои што учествува во гласањето. Се разбира, имаше многу SMS пораки и може да почнеме, а? Полека, но сигурно. Кандидати, како е? Добро е. Тензично малку, нели? Знае некој дали поминал, дали не поминал? Добро, ајде да се вратиме вака еден по еден и ние ги немаме резултатите. Не ми гледајте во ливчињава. Не пише, има тука коментари од жирито, сума сумарум и така натаму и очекуваме ја на слушалката да добиеме прв. Кој што ќе помине или нема да помине. Да видиме кој ќе биде тоа. Дејан Јованов. Седи си тука. Теј само коментирај, ако нешто не ти се допаѓа. Игор рекол, добро е што си одбрал пеење на место кошарка. Тоа ни беше сигурен дека имаш музичка кариера или дека ќе направиш музичка кариера, дека си доволно добар. Калиопи вика прекрасно одпеано. Според гласовите на публиката, кои што треба или да се согласат со жирито или не, ако се согласат, ти поминуваш. Ако не се согласат, не поминуваш. Но тие се согласија, Дејане! Дејан остана без коментар. Ама помина. Одлично.
веќе еден поминат кандидат имаме. Го имаме првиот од петте кој што се пласира директно во големите концерти. Ајде. Следен, кој што ќе го ставиме на тест, Оу, Ивана ќе те стави на тест. А веќе си знае кој е. Знаеш зошто? издржливост. Христијан. Еве во случај нешто да кажеш, ако Ивана ти рече дека не си поминал. Или ако ти рече дека си поминал, нели? Углавном беше супер се. Чек. Уште не знаеме. Сега знам Колку сега ти беше супер, според Јас. публиката. Сега ќе видиме. Игор Јас сум задоволен. рече дека имаш коректен настап. Калиопи рече дека си почнал многу срамежливо. Ама со текот на настапот стануваше се посигурен. Тони ја даде својата висока оценка од половината на песната па натаму. А што кажа публиката? Сакаш да одиш понатаму или не сакаш да одиш понатаму? Многу нормално. Или сакаш дома? Не сака да оди понатаму од овие 10 прубави фаци. Што мислите, публика? Некако ми е слаба публика. Девојки? И девојки не сакаат да го видат понатаму. Ја имаш таа чест да ти кажам дека поминуваш. Реклами! Ти ме накажеш толку многу. Само микрофонот. Ето. Ајде таму, да место. Сега да видиме кој следен. Двајца пополнија место. Остана уште 3 места. Виктор. Битолчанецот Виктор. Полека ќе ни треба сценава. И девојките треба да пеат. Калиопи се задржа на стајлингот, рече дека имаш добар стајлинг, тоа го решивме, рековме сите, се согласивме. Игор вика, си имал се што е потребно за финале. А Тони едноставно вика, да, се согласувам со нив. Јас и Ивана не се прашуваме, никој не праша. Но според гласовите на публиката, тие не се согласија со жирито. Не поминуваш, ама имаш уште една шанса, тоа го знаеш. Океј. Фала. Ја остануваш на сцена. Одиме понатаму. Има слободни места. Ивица. Здраво, Ивица. Знаеш колку трема имам, нели? Кој? Ти? Јас. Зошто? Не знам како ќе Па се сите не поберам од сакат, струшани. зашто цела вечер кукаше за кој ќе отпаднел, она за сите гласала. Здраве. Добро Некој ќе дека ме ќе сватат дојде и моја пристрасно. вечер следниот понеделник. Ќе види. Така. Добро. Можеш само малку подесно. Така. Тука си таман. Десно лево, моје десно, твое лево. Од Тони ги имаш највисоките оценки. Вели дека Фала, Тони. имаш точна емоција, дека се беше на свое место. Игор е задоволен. Калиопи го прокоментира твојот underground стил. Фантастичен настап, рече таа. Благодарам на сите тројца. Една аплауз за нив.
сега треба да видиме колку аплаудирала публиката. Ајде да видиме. Навистина не знам како ќе дојдам во Струга, Сречна или тажна? ако не поминеш. Како и да е. Се дружиме сепак пак. Битола не мрази веќе. Ама Да видиме затоа Струга. Струга не сака. Честито. Хвала на сите. Микрофонот ќе му го даеш на следниот. Кој ни е следен? Владко, Ако ти затреба. може би нема да има потреба од коментари. Може би ќе се смееме гласно, може би ќе плачеме гласно. Ке јачиме. Јачев. Игор вели дека било многу шармантно, многу секси. Калиопи и Тони се согласија и рекоа дека е одлично испеано. Сепак публиката го имаше последниот суд. Тензијата расте. До каде ти е срцето? На место. Срцето на публиката не е на место. Ти не одиш понатаму. Но ништо страшно, знаеш дека имаш уште една шанса и ќе се видиме, нели, за 2 понеделника. Тука е. Да се бориме, ќе има таму уште 2 места. Одиме понатаму. А, еве го Иво Димитров. Тоа го утврдивме со Игор дека виница е пуста и да го гледаат сите. Голем дел од нив веќе дојдени овде. Калиопи кажа дека внесе топлина во твојот настап, дека имаш одлично движење, пеењето. Тони беше и со тебе горд, како и со повеќето, односно со сите кандидати. А публиката, која што требаше да гласа, затоа што знаеме дека таа кажува кој поминува или не, без разлика на коментарите на жири комисијата, не се согласи со жири комисијата и не поминуваш.